Ovaj govor ne je točan. Zato što se prenesува od ima Muslim, od Enes ibn Malik, radijallahu ta'ala anhu, дека еден човек дојде кај пратеникот салаллаху алейхи ве селем и му рекол на пратеникот салаллаху алейхи ве селем: "Каде е мојот татко?" Значи имаше умрено и му вели: "Кај е мојот татко?" Тогаш пратеникот салаллаху алейхи ве селем во оган. И тој кога се оддалечил мало од пратеникот салаллаху алейхи ве селем, го повикува. И му рече пратеникот салаллаху алейхи ве селем: "Мојот татко и твојот се во оганот на џехенемот." Ово е доказ прв дека родителите на пратеникот салаллаху алейхи селем се во оганот на џехенемот. Ово е за таткото. За мајката другиот доказ. Има Муслим го пренесе исто од Ебу Хурейра радијаллаху таала анху, вели пратеникот салаллаху алейхи селем: "Му барав дозвола на Аллах субханаху ва таала за да барам прошка за мојата мајка, не ми дозволи." После вели пратеникот салаллаху алейхи селем: "Му барав дозвола на Аллах субханаху ва таала да го посетам незиниот гроб и ми дозволи." Значи, кој умират во куфр и во ширк, Аллах субханаху ва таала не му опрости ними. Што се однесува некој што вели дека родителите на пратеникот салаллаху алейхи ве селем не умрее како чафири, ова се пренеси од имам Сујути рахимахуллаху таала според некои хадиси што се ептен слави, ставени и лажни хадиси. Во тие хадиси се зборуваат дека Аллах субханаху ва таала ги оживел родителите на пратеникот салаллаху алейхи ве селем после смртта, па му верува и пак умре. И имам Сујути рахимахуллаху таала со овие хадиси имат пишано многу пораки како книги за ова, да го браните овој збор. Него овој збор го негирае веćината, не веćина скоро. Значи сите учењаци го негирае дека Аллах субханаху ва таала ги оживее ними и му верувале на пратеникот салаллаху алейхи ва селем. И овие хадиси ги прогласуваат како слаби и лажни и ставени. Имам Даракутни, Џаузакани, Ибн Шахин, Хатиб ал-Багдади, Ибн Теймија рахимахуллаху таала. Значи родителите на пратеникот салаллаху алейхи ве селем се во оганот на џехенемот и умрее како неверници. Не умирае како верници. Зашто така? Зашто како што спомнет шех бин Баз рахимахуллаху таала, спомни зашто што Аллах субханаху ва таала како да му имат однесено ними, значи доказ за ова. Зашто верата на Ибрахим алейхиселам беше, него тие не се обидве да ја најдет вистината и обожавај кипови и затоа умирае така и Аллах субханаху ва таала не му опрости ними, пак му опрости и го однесол и ги однесол на некои други во џеннетот, и ако умрее пред да дојде пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Зашто? Зашто умирае во верата на Ибрахим алейхиселам без да обожаваат кипови. Како што пренесвет имам Бухарија за еден од припадниците на фитра пред да дојде пратеникот салаллаху алейхи ве селем, затоа што тој го бараше вистината и стигна да знаете верата на Ибрахим алейхиселам само сежда. Ништо друго не знаеше. Го обожаваше само на Аллах и сежда само жен. Не знаеше друго да кланјат. Само сежда, и кога умре, Аллах субханаху ва таала го направи џенетлија. Зашто рече и последниот збор негов беше, зашто знаеше дека ќе излезе еден пратеник што ќе дојде во последно време, и рече: "Ако не живеам, да му пренесите дека му имам верување." А родителите на пратеникот салаллаху алейхи ве селем не се обидве да ја најдет вистината, па обожавај кипови, затоа ќе бидат во оганот на џехенемот. Аллах да не чува. Значи овој збор се пренесуваат од Фахрудин ар-Рази, исто се пренесуваат од имам Сујути и некои други, ама овој значи овие хадиси се ептен слаби, што не се земаат во обзир според хадисите на имам Муслим и имам Бухарија, што се точни без никакво сумњење. Allah najuvoz najt.